ВМРО ДПМН е поентира со тоа што нели се грижат за бранителите, сакаат да го донесат законот, ама еве овие лошиве чичковци не им даваат. И дуи се поентира со тоа што го кочат тоа до безкрај. Не мислам дека тоа е нешто што не се нали претенат да го договорат. Неодговорни политичари. Значи, они со својот судар сега, они шират меѓу народот зла енергија. И сега треба да се знае дека секоја тепачка во автобус, секоја тепачка на некоја улица, било во Чаир, било во Киселово, дали кај да е, да знаат тие политичари дека таа тепачка 50% и ради нивна вина. 50% е лична одговорност на некои будали што сакале да се тепат, но во нивниот мозок она злобата и нетрпеливоста е всадена преку медиумите, преку она нетрпеливост што се шири од центрите на политичка моќ. Па мислам дека не само што го знаат, туку намерно го провоцираат тоа, нели лани кога беше тоа пред година и пол, како беше со црквата музеј на Кале. Нели македонскиот дел на власта ја градеше, овие ноќе појда од ДУИ, функционери имаше од ДУИ кој што ја урива и тие го предизвикаа тоа што се случи. Да говориме на прашањето на Бојан. Бојан праша дали ако влеземе во ЕУ и НАТО ќе биде помирно, порелаксирано. Би требало вака на хартија. Ја не мислам дека нешто страшно ќе се случи кога ќе влеземе во ЕУ НАТО. Општествата остануваат националистички и потоа видите Грција, таа е во НАТО кој знае колку години во ЕУ, па е тотално фашистичко општество ако фатиш да го анализираш. Така што и ние ќе се станеме исти џукели и потоа, но ние никогаш нема да влеземе во ЕУ НАТО бидејќи имаме преголема цена ставена за тоа. Тоа е менување на име. Тоа голем дел од нашата нација нема никогаш да го прифати. Тоа за нив е исто како наменувањето на религијата во турското робство, така што нема шанси да го смениме името, така да влезат во ЕУ НАТО е незамисливо. Јас мислам дека ние треба да си фатиме сосема друг пат, нешто да глумиме Швајцарија или Шведска, од типот да бидеме независна, неутрална, да си се организираме дома, да се реформираме, да се тераме некоја наша политика нормална, но влегувањето во ЕУ НАТО е мислена именка. Немојте да се лажете, сепак многу национализам е пуштено во етерот во македонскиот народ и тоа значи дека ние да прифатиме промена на име, тоа е незамисливо. Јас сум песимист околу тоа. Чекај, твоето мислење е дека не ни треба ЕУ и НАТО или... Не сум само реалист, ја велам дека ние никогаш нема да влеземе таму, бидејќи никогаш нема да го смениме името. А бидејќи тоа е реалноста, дај да најдеме план Б. Кој е планот Б? Планот Б е следен. Ти за да бидеш добра држава, тебе не треба ЕУ и НАТО. Ти треба да направиш мала бюрократија, почитување на правото, демократија да има слобода на медиуми, одговорна влада, да им дадеш на економијата да дише, бизнисмените со својата агилност ќе си направат бизниси, луѓето ќе се вработат и идеме понатаму, тоа е тоа. Саша, не зборуваме за Кина, за Америка, за Русија, не зборуваме за таква држава, зборуваме за Македонија. Се финтата е колку можеме сами ние да обстанеме. Што имаме? А што е дефетизам таков, таа патетика? Па нели си реалист, значи ако прифаќаш дека ние сме... Што ќе дое некој ќе не згази, ќе не бомбардира, ќе не уништи? Не да не згази, зборуваме значи економијата, нели ја спомна. Да. Не мислиш дека со влезот во овие меѓународни организации? Не мислам. Еве Грција е таму, па банкротираше, така. Значи не ти е тебе никаков сигурност ЕУ и НАТО дека ти економски ќе опстанеш без разлика на се. Ако ти имаш шашава политика, крај со тебе, без разлика кај си. А од друга страна, ако ти имаш добра, интересна и паметна политика, значи ти ќе одиш напред. Значи прашањето е како ние внатре да се организираме. Имаме демократија на хартија, имаме медии, имаме стручна јавност, дај да се организираме и токму поради ова јас веќе би преминал на втората тема Бојана кој ми јас токму тоа ќе го кажав. Мора да има втората тема. 22 часа. Имаме 60 на минути само така. Вака сега, значи Јофе, одиме на втората само тема. една работа. Само бидејќи ја спомна Грција, не знам дали си забележала, ама цела Европа се собра за да ја помогне на таа Грција. Кој би се собрал за нас да ни помогне ако ние банкротираме? Ајде да ве замолам да ги отвориме темите, па потоа ќе се навратиме на... Значи, ние треба да гледаме да не банкротираме. А ако банкротираме, крај, пошто ти треба да сватиш дека помошта на Грција знае зошто е, за да продолжи да си ги паќа претходните долгови. Ти немој да мислиш дека Грција преку ноќ ќе стане успешна земја. Не, они има долг пат за опоравување и тоа ќе биде многу шпанска сапуница ќе биде. Добро, тоа долга тема. Јофе, кочи. Тоа е. Ајде, втора тема. Втората тема е поврзана со првата. Имено ти рече дека, значи јас сакам да се надоврзам на овој момент да кажам дека ние имаме голем проблем во Македонија сега, тоа е нашата презадолженост
и патот кој што ние сме го фатиле, тоа е убедливо одиме на патот кон Грција. Имено се одржа семинар за тоа како се трошат нашите пари во Holiday Inn по повод 20 години Сорос фондација. Знаеме дека Сорос слави овој месец 20 годишница и целиот месец го посветија на дебати за најразлични теми. Една од нив која што мене најмногу ми остави впечаток е дебатата за колку имаме ние долг, како се трошат нашите пари. Имаше многу реномирани гости на таа дебата. Еден од нив беше поранешниот гувернер Петар Гошев и министер за финансии, а требаше со него да се судри поранешниот министер за финансии професорот Трајко Славевски. Господинот Гошев тогаш имаше, тоа беше пред 3-4 дена таа дебата. За жал поради медиумскиот мрак таа дебата не се виде многу во јавноста, бидејќи дури се слушна дека и владата се обидела да ги закочи информациите од тој семинар, бидејќи се поразителни по самата неа. Имено понешниот гувернер Гошев кажа дека нашиот долг не е околу 30% како што сега сака владата да го прикаже, туку реалниот долг на Македонија е околу 45% од GDP, значи зборам за јавен долг. Само да им објаснам нашите слушатели што тоа значи. 45% јавен долг, тоа е долгот што го должи државата и државни институции заедно со целата локална самоуправа внатре и надвор. Тоа е пари што ги должи државата, значи треба да ги врати. 45% тоа значи следниот износ. Нашиот GDP е 7,5 милиарди евра. 45% тоа е некаде околу 4 милиарди евра. Тоа се 6 милиарди долари. Тоа се страшни пари. Ние има големи шанси да банкротираме во блиската иднина, бидејќи токму на тоа предавање господин Гошев кажа дека многу земји банкротирале и со овој процент на задолженост. Значи, лажна е премисата што сака да се прикаже на јавноста дека за да се банкротира, долгот мора да ти достигне до 100% од GDP. Не. Има земји што банкротирале и со 30%, пример е Русија, во 90-те, кој што банкротираше со околу 20-30% долг. Нашите 45%, веројатноста е голема, околу 30% се шансите ние да рокнеме. Причината поради тоа е бидејќи имаме многу слаб извоз, слаб прилив на девизи и така натаму. И тоа е уште една тема што сакам да ја отворам и нашите гледачи нашите слушатели да кажат нешто за тоа. Јофе, кој е твој став, и Бојан исто? Ја мислам дека пред да навлеземе со ставовите, убаво ќе биде Јофе да отвори уште една тема. Уште една тема, бидејќи доаѓа времето кога слушателите треба да се јават. Да, ќе зборуваме со слушателите за оваа тема. Сакав за штрајкот на лекарите. Денес во 5 до 12, значи најавено е марш на белите мантили, мислам дека се вика тоа. Интересна работа после 3 недели откако министерот не можеше да го види овој штрајк кој што се случуваше, конечно вчера го виде. И првата работа која што ја кажам, мислам која што ја најави, тоа се санкции, казни, не кажа точно зашто, но рече нели согласно законот сето тоа ќе биде. И значи првата работа што ја направи пред колку 3-4 недели беше тоа, со судска одлука успеа да го забрани штрајкот, па им требаше некое време за повторно за всушност да се случи овој штрајк. Е јасна таа ароганција, таа дрскост, ти Саше може ќе речеш на лекарите, ама јас ќе речам на министерот, значи една работа што треба да ја направи, да седне и да направи муавет со луѓето. Да види што е тоа што го бараат тие и да се најде некаде, значи има преговори тие, да не дела преговори, има, знаеш што, не. Моментално има, значи штрајк. Чека, они преговараат цела недела. И лидерот на оној гранскиот од Сојузот на синдикати и овој што е на клинички. Двајцата седнаа со министерот една недела преговара. Добро, ама и не се договори. Така, не се договори и стигнавме до оваа ситуација штрајк. Значи, може ли сега да кажам сега во овој момент дали сака Тодоров со нив да преговара? Не сака. Очигледно не. Значи може да кажеме се мојот став за вака сега. Ова е едно од многу ретките прашања каде што владата ја изгуби битката со медиумите со јавност. Сите други своји агенди и погледи на нештата, ова влада успеа да ги протне во јавноста преку својата моќна медиумска машина. Ова е единствено прашање кај што владата не успеа, се сопна, целата јавност е против неа за ова прашање, тоа може да се слушне и да се прочита во сите можни медиуми. Симпатично. Симпатично, мене ми е симпатично тоа што токму по ова прашање всушност владата е во право. Тоа е целата иронија, бидејќи
Значи владата мора да прави реформи во се што кај што владае. Едно од тие области е здравството. Значи ти мораш да направиш некои реформи за да ги подобриш работите таму. Како тоа ќе го направиш? Со тоа што ќе врзеш платата со учинокот, не можеш ти да платаш сите поеднакво да ги плаќаш. Како да ги ти натераш лекарите да работат подобро, да му дадат подобар сервис на пациентот. Значи ние што имаме? Ние имаме колку имаме во држава? 10-20 илјади лекари имаме. А од другата страна колку пациенти сме? 2 милиона, така ли? И кој треба да биде потежок на вагата? Тие 2 милиони пациенти или овие 10-20 илјади лекари? Што се бунеле, не ќе да работат според учинок. Они сакале како комунизмот. Се сеќаваш оној случај Јофе во Ѓорче Петров кога почина пациент на скалите? Сеќаваш? Добро, има многу индивидуални случаи. Знаеш како реагираше лекарската комора на тој случај? Таа лекарката што не кела да погледне од прозор да види пациентот како умира на скалите. Лекарската комора кажа дека таа лекарка не ги прекршила ниту еден од етичките и моралните норми. Значи лекарската комора застана на страната на лекарите, па макар умирале луѓето по скали пред болници. Значи ние имаме овде војна. Таа војна е меѓу нас, пациентите и народот, и од другата страна се лекарите кои што има вид на монопол, бидејќи тие имаат монопол. Тие, например, ти се прават штрајк, така ли? Тоа е многу дилетантски потек, бидејќи ти во исто време излегуваш од операционна сала, таму луѓе чекаат операција, прашање на живот или смрт, а ти ваму штрајкуваш зошто не си сакал да работиш според учинок. Мислам, тоа е таква самоволие јасно на страната на министерот овде. Тој има право да искористи целиот правен апарат, па дури да ги тужи лекарите, бидејќи тие не си вршат работата што треба да се вршат. Ако има мала плата, нека си дадат оставка, нека си одат до приватни клиники. Ако веќе работат таму, ќе работат максимално. Ќе морам тука да те прекинам на секунда пред да продолжиме и со лекарите и на другата тема. Би сакал тука да дадам предност на техника, да идеме со малце реклами, а потоа ќе влеземе со малку